Така, минути за вестите, а сега се враќаме во студиото со првиот разговор предвиден за денеска, секако се однесува за трагедијата во Кочани, која што остави на вистина голема траума кај сите нас, посебно кај семејствата на загинатите, кај преживеаните, кај младите личности од Кочани и генерално кај сите граѓани во државава. Како да се надмине таа една колективна траума и кои фази се потребни на ова, да речам, колективно и лично тагување. Денеска разговараме со Мирјана Јовановска-Стојановска, председателка на Комората на психолози, гешталт терапевт. Мими, добре дојдовте и знам дека од она барем минатава недела кога се слушавме, бевте постојано на терен со вашите колеги, беа направени посебни протоколи за работа, меѓутоа ајде еве да почнеме. Трагедијата на вистина ќе остави подолгосежни трауми кај граѓаните, особено кај семејствата на загинатите, кај преживеаните. Што е она што првично можеби го констатиравте на терен и како вашите тимови ќе работат сега во надминување на оваа состојба? Тимови, ние имаме тренирана една екипа на психолози кој се вика тим за интервенции во кризи. И нормално никогаш не сме мислеле дека за вакво нешто ќе ни треба. Од првиот ден, значи од неделата рано утрото, кога добивме првите вести што се случува по болниците тука кога ги носат настраданите, заедно со Црвениот крст се отворени пунктови пред сите болници каде што се донесени лицата. И најголемот работа беше со родителите, блиските кои доаѓаа да се ги бараат, децата кои седеа пред болниците, и тоа беше, мислам, навистина голема работа, затоа имавме 3 смени од Сабајле, на Попладе дојдоа луѓе, емоционално се истоштуваа луѓето, си ги именувавме, и ноќна смена имавме луѓе кои седеа пред болниците. Значи, од понеделникот екипите се редовно во Кочани. Во Кочани беа и Црвениот крст уште од неделата почна да си ја врши работата. Јас бев во понеделникот рано Сабајле во Кочани со колешки мои, со психолози, од Центарот за ментално здравје при Црвен крст и со сите волонтери на Црвениот крст, се обидувавме да се справиме со се што беше околу нас. Моментално, ако ме прашате да ви кажам што секој ден сум работила, веќе не се сеќавам детално, затоа што беше многу работа. Луѓето бараа помош, зашто ние, например, во овој момент немаме барање на помош, се срушиле зградите, па сега да дојдат луѓе, да ги чистат зградите, па да обезбедуваат простори, или имало поплава, па штетата од тоа. Штетата беше во човечки животи. Она што медицинскиот центар во Кочани го доживеа и персоналот таму, ја мислам дека треба не орден и малце ќе биде тоа за сите тие луѓе таму. Волонтерите на Црвен крст што го доживеа, пожарникарите, ние работевме сега овие денови дебрифинг со пожарникарите од Кочани, со наставниците, со младите луѓе во Малтинскиот центар собрани, кои не сакаат ни дома да седат, затоа што родителите се сите во жалост, во тага, во очај. Секој некого знаел. Семејствата кои ги изгубиле децата исто, мислам, и една група на луѓе, околу нив кои се блиски. Ама тоа во Кочани се 30 и кусур семејства. Значи, замислете по колку луѓе се тие роднини и така. Тоа е, значи, целото. Облешево, значи, сите села што се одоколу. Штип. Јас бев во медицинското училиште едно утро. Ние сега имаме постојано екипа која доаѓа секој ден, работи и во медицинското училиште, и во музичкото, ќе видат денеска, и во гимназијата, и на УГД. Кога влеговме во медицинското училиште Сабајлето, сите деца беа облечени во црно. Како да влегуваш во капела. Мислам, и тој наставнички кадар, кој е исто травматизиран, зашто тоа се дел од луѓето, од населението,
нив им требаше помош, па им требаше помош со младите. Значи, ние навистина ќе направиме се што може од за учениците и за сите овие наставниот кадар што може наоколу, за населението, за тие родители. Вчера имаше баш во Црвен крст доаѓа за да земат, не знам, документи, некои било што, кои бараа помош од психолози, значи тотално травматизирани семејства за кои што, нели, навистина многу е потребно да се помогне. И не знам што уште да набројам, затоа што тоа, како ќе влезеш таму, цел ден нешто се случува. Директорите на средните училишта, Владимир и Љубо, тие бара помош за нивните и наставници, ама и за нивните деца. Така да, градинката во Кочани исто, директорката. Значи, немаше каде. Некогаш се прашувавме со колешките како успеваме се да завршиме. И јас не знам како успеав. Едноставно, треба да се сработи, се наоѓа место, мораш да го сработиш, мораш да го направиш. И јас не знам како, мислам, можда е уште рано, ама чувствувам голема благодарност за сите мои колеги, за сите овие волонтери и вработени во Црвен крст Кочани, кои безпоштедно дежураат таму, работат се. Значи, кај никого не видов нешто да речам, ми треба тоа, и да они речат, почекај малце, да пак е Не, во моментот кога нешто требаше, они се трудеа да го направат најдобро што може. Од денеска во сите училишта, во целиот регион ќе има организирани групи на психолози. Во петокот на УКИМ беше одржана обука за кризна интервенција во училиштата. Јас ја држев заедно со организацијата на УНИЦЕФ и Министерството за образование, дури и министерката дојде да не поздрави. Значи 130 психолози беа во големиот амфитеатар. Утре во Кочани ќе држам исто една таква обука. Тие обуки се сега баш кризна интервенција, значи нешто што може требало со години да се прави. Порано не имавме одбрана и заштита. И многу ми е жал што мора да се случи ваква трагедија, за да почнеме да размислуваме дека такво нешто многу ни е потребно. Значи да ги спремиме кадрите. Имаше една реченица што порано ја кажувавме, сега више не е популарно, нели, во времето на Тито, дека треба да си го живееме животот со радост и со веселба и да го уживаме животот, како да цел живот ќе биде мир. Ама треба да се спремаме како да утре ќе биде војна. Па ние исто треба да го продолжиме тоа, да го правиме тука, за да кога ќе дојдат вакви ситуации, ние бидеме покоординирани, не ние како Комора и Црвен крст, него заедно со сите други општествени и социјални, да можеме да се поддржиме, учениците да знаат што треба да прават, наставниот кадар да знае што треба да прави, медицинскиот кадар побара помош исто. Јас знам дека многу од, например, на клиниката на психијатрија се грижат за квалитетот на помошта што ќе им биде даден на страданите и на целото население. Ама јас јас преземам одговорноста, цела одговорност дека за прво имаме сите тој тим што беше обучен, они си земаат други тимови кои ги поминаа овие обуки. Утре ќе имаме обука во Кочани од 3 до 6, исто на сите психолози од реонот, зашто тоа ќе ни биде долгорочната инвестиција. Сега затоа што ова вака работа ќе трае можеби месец или два интензивно и после тоа сето тоа што ќе се случува таму ќе им остане на тие луѓе да се справуваат. Нормално дека ние пак ќе праќаме помош и ќе бидеме цело време со нив, али сега почнуваме да ги спремаме за нешто што тек треба да дојде. Мими, првиот момент е шок и неверување, тага. Навистина една страутна трагедија која што однесе 59 млади животи од еден регион каде што практично, што рече, сите малтене се познаваат. Може би прифаќањето дека не секогаш можеме да исконтролираме нешто, или пак прифаќањето дека сме изгубиле некој близок член, тоа дополнително создава, нели, една фаза на, да ја речеме, не една, туку може би повеќе фази на тагување.
Има ли, еве, во овој даден, во ваков траурен момент, фази на тагување кои се тие? Па сега ние уште сме во тоа првото, затоа што траумата трае. Ние имаме нели обичај, например, после погребот да одиме 40 дена на гробишта. Секој доаѓање на гробишта е ретравматизација. Одново да видиш местото гробно, да го видиш сликите, да ги видиш другарите тука наоколу. И мислам дека ова ќе оди малце споро. Сега нашата идеја е младите што побрзо да може да isпроцесираат нешто. Значи, зашо ова нема да се заборави? Тие еднаш кога ќе се појават емоциите, ние не може да ги поништиме и да ги пикнеме некаде. А тие ќе бидат тука. Ама колку толку да ги оспособиме да се вратат во некое секојдневно, што побрзо во некое секојдневно функционирање, кое ќе ги стиша емоциите, ќе почнат да ги воспоставиме когнитивните функции, да почнат да размислуваат, да почнат, зашто сега сите се наоѓаат во тоа чувствување. И точно рековте, прво е шок, неверување, постојат опишани фази на тагување кои не секогаш одат така како што е напишано, секој на свој индивидуален начин ги доживува, ама например кога работевме со семејствата, мислам, родителите вика, очекувам дека секој момент можеби ќе влезе. И тоа е нормално. Мислам, тоа се обидуваме да им кажеме на луѓето дека не им се случило ништо ненормално ни во она што го осеќа. Да, тие емоции ние не ги осеќаме секој ден. Ама сега во ваква ситуација тоа не е ненормално. Значи, тоа е една нормална реакција на една ненормална ситуација. Значи, нормално е да бидеме сите тажни, нормално да не биде лошо, нормално да бидеме очајни, нормално е да се плашиме од тоа дека не можеме да ја помениме ситуацијата. Дека не можеме тоа што се случило да го вратиме, не можеме да го поправиме. Значи, да е зграда, па сега нова зграда да изградиме или да ја поправиме старата, тие изгубени животи се изгубени за секогаш. Ама можеме, например, да им дадеме на младите некоја надеж за живот, со тоа што ќе им кажеме дека постои иднина во која што они може да ја контролираат својата иднина. За она што поминало веќе не. Постојат протоколи за работа, протоколот за работа е во училиштата, нели, кризна ситуација, како би можеле да го решат сето тоа. Значи, не е доволно да дојде тим на психолози само, 2-3, па да работат со 70 души од наставен кадар и со 500 ученици. Значи, наставниот кадар ќе треба да добие некој тренинг за тоа како они ќе се справат. И ние кога ќе исчезнеме, што ќе прават они со оделенијата? Како они ќе ги воведат? Зашто огромна обврска, огромна одговорност ќе остане на нив. Како они ќе ги воведат младите деца во учењето и да совладаат материјали, еве кажуваат директорите во Кочани што се на училиштата дека имаме матуранти, ќе треба да спремат матура да полагаат. И така, ја може малце некогаш неврзано, ама си ги зборувам работите како ми доаѓаат во мозок, зашто има толку многу сегменти и сето тоа, може треба да седнам да го напишам некој протокол, пак ќе го речам. Имаме протокол за работа со луѓе за интервенција во криза, прва психолошка помош и психосоцијална подршка. Значи, што треба да се прави, ама многу повеќе што не треба да се прави. Значи, како можеме да бидеме со тие луѓе таму кои се травматизираме, која е нашата улога, што треба да правиме. Ние тоа го правевме на погребот, кога беше, го правевме пред тоа, го правевме после тоа. Изгледа тоа многу лесно, како наивно, па што сега седиш до него, па го држиш под рака и му даваш вода да пие. Па да, ама кога седиш во толпа луѓе кои стојат пред гробот и држиш некого под рака и му даваш да пие вода, за да не му биде лошо, треба да го држиш тоа, емоционално да го издржиш. И после тоа да можеш да продолжиш ти да работиш. Значи, мора да поминеш добар тренинг, за да можеш таква една
да кажем, некомплицирана работа да ја обавиш. Значи, луѓето им треба многу добар тренинг за да дојдат до тој степен, за да можат да влезат во толпата, да седат таму меѓу сите тие луѓе, да го држат емоционалниот набој и да им помагаат. И така има уште многу елементи јас во Какви се мими психолошки реакции првично увидовте кај младите луѓе, особено кај оние кои што ја преживеа оваа трагедија? Значи, реакциите се различни. Од тага, очај, од некој влегувал депресија, например, ние работевме со деца кои си ги изгубиле сестрите, бракета, кои престанале да зборуваат во моментот кој ја дознале веста. До изразување на многу отворена агресија, значи на сите им треба помош. И кога ќе видиме дека некој е агресивен, и кога ќе видиме некој дека премногу зборува, или некој не може да плаче, или некој сака да се забавува, значи ние сите осеќаме тагата и губитокот. Само кој како се справува. Од една слика што оди кон депресија до другата која оди до агресија. За младите луѓе агресијата е начин како они ќе се справат со тоа што го осеќаат, зашто е многу побезбедно да бидеш агресивен него да бидеш тажен. Значи тоа ја прогласуваат за лоша емоција, очајот или свесноста дека не можеш да го смениш тоа што се случило. Нема начин како. Акумулиран гнев што подоцна така ќе го канализира. Акумулиран, па дали е ние сите акумулираме гнев, ама во начин на кој што се стопираш, нема да се караш со сите. Сакам да кажам дека кога ќе ги видиме младите дека се лути и дека покажуваат многу агресија, треба тогаш со тие баш треба да стоиме до нив и да ги послушаме и да ги разбереме. Зашто и они се обидуваат на некој начин да се справат тоа што е внатре. Сега што некогаш некој наоколу ќе го злоупотреба тоа и тој гнев ќе го искористат за своите некои идеи или не знам што, би требало ние да ги сочуваме младите од тоа. Да им помогнеме и со гневот да поминат заедно со тоа. Значи, тие интервенции што ние, например, сега ги правиме во Кочани со Младинскиот центар, таму се најповеќе Ивона и Мухамед, токму тоа го прават. Да им дозволиме да бидат и лути, да им дозволиме да искажат и агресија ако треба, ама да им дозволиме и да си ги дознаат емоциите кои седат под гневот и под таа агресија што ја носат. Ни треба многу разбирање за нив, да бидеме тука, да ги сослушаме, да запишиме. Младите се многу паметни, можеби ќе треба да постапиме според нивните барања, затоа што тоа што го кажуваат не е нешто што треба да го игнорираме. И да им покажеме дека на практично ниво дека сме тука со нив, со тоа што ќе ги менуваме работите. Да ги активираме они исто да ни помогнат во тоа менување. Значи да се активираат сите младински организации, не само во Кочани. Се јас кажувам за тоа што јас лично го видов, ама тоа се случува на целата таа територија. Има младински центари во Штип, каде што нашите екипи земаат од таму луѓе за да ги викаат да дојдат на групите што ги прават и така. Им требаме сега. Јас зборувам најповеќе за младите, затоа што тие се нашата иднина, многу од нив се исплашени од животот. Се исплашени, кажуваат дека не се чувствуваат безбедно никаде веќе. Дома кога се гледаат во таваницата, гледаат наоколу, ки излезат на училиште истото го прават, ки излезат на улица истото, значи еден страв. И стравот најубаво се победува со агресија, со лутина. Зашто е страшно да функционираш со страв секој ден. Сега ние треба, зборувам ние, сите возрастните, сите организации, да направиме простор во кој што они ќе се чувствуваат безбедно. Да, ние сме тука. Се случила трагедија, ние тоа не можеме никако да го поправиме. Ама тука сме сега за овие тука што се, да им помогнеме да си го продолжат животот.
Колку е значајна меѓусебната комуникација, спомена, еве, вие сте таму и од првиот ден постојано на терен, значи се организирате, меѓутоа не секој сака да ја отвори нели душата, особено пред непознат. Колку е сега таа значајна нивна меѓусебна комуникација? Да, прво, например, знаеме дека не може секој во група наеднаш да зборува, после кога ќе се научат, нема некој што не зборува. Ама добро, некои се затвараат во себе, некој може да ги израза чувствата. Првично имаат зидови, значи ние сме овозможиле индивидуални средби со психолози, сме организирали, тоа функционира веќе. Секој може да закаже индивидуална средба со психолог. Второ, на местата каде што они не можат да зборуваат и така, значи им е даден простор, никој не ги тера ништо да зборуваат. Никој не ги даваме простор и време да си процесираат тоа што си го носат внатре. За да може да се вклучат нели во она што се случува околу нив. На моменти ми се случува да заборавам што требаше да направам, затоа што имам многу информации во глава и сега кога дојдов веќе има 70 позиви од телефонскиот Сабајле. Така, тоа се лични трауми, сигурно и вие сте сепак нели луѓе кои што и директно ги доживувате, преживувате, соживувате, значи ние целата јавност беше во шок по овој немил настан. Навистина нешто што остава длабока болка, длабоки траги, но мислам дека ќе биде потребно и многу време да не знам дали би можело да се залечат овие трауми, меѓутоа да научат граѓаните да живеат со таа болка. Да, онај преска вие што прашавте за фазите на обжалување и сето тоа, значи ние ќе обжалиме, ќе поминеме низ фази, ама нема да заборавиме. Едино што можеме да помогнеме е тој да се намали тој емоционален набор кој е врзан за сеќавањето, зашто ние нема да забораваме, немаме гумичка да избришеме информацијата од мозокот. Но првично, нели, безволност, апатија, тоа се чувства... Тоа се емоционалните последици од трагедијата, да може со тоа процесирање и со таа помош што им се дава, да се намали тај емоционален интензитет со кој што они се сеќаваат. Затоа што секогаш и што во животот понатака не дека ќе дојде до заборав, нема ни да ги заборават емоциите. Секогаш кога ќе се сетат и ќе мислат на тоа, ќе биде истата тага, истиот очеј, истата лутина, истиот страв. Чувство на вина, лутина, во животот. Затоа велиме да се вратат што побрзо во секојдневните активности, зашто тоа ќе носи и проблеми, и убави моменти, и неубави моменти, и некои предизвици во животот, и учењето, и ќе се создаваат нови ситуации, ќе се прават нови линкови во мозокот, кои ќе бидат актуелни во тој момент, и како да ќе ги покријат привичните сеќавања. Значи, она што се вели времето речи се, значи времето не го лечи тоа, него времето донесува нови и нови работи, нови линкови се создаваат на кои што ние нели мора да одговараме, ама секогаш кога ќе се вратиме на тоа што било, ние ќе се сетиме на тагата и тоа, и само што и емоционалниот набој, таа силината на емоциите што се врзани за таа случка ќе бидат многу по-тивки. За сега сето тоа е уште силно, и кај младите, и кај семејствата, мислам на оние што изгубија деца, семејства чии деца се уште во болница. Ја морам да кажам, мислам, голема благодарност и до медицинските тимови кои ги примиле уште во неделата, саботата, вечерта, ноќта, сите пострадани, значи навистина тоа што кажа медицински тимови, луѓе со кои што сум разговарале, и јас лично сум зборела, значи покажале огромна човечност пред се, потоа професионалност, ете, директорката на пластика, мислам, навистина, не знам, заедно со незиниот кадар цел направиле надчовечки напори, што дури, нели вака ќе кажеме, не се реални да го направат сето тоа што можат на сите клиники, каде што ги има,
Ние имаме сега психолог кој се наоѓа во Будимпешта моментално заедно со повредените таму кои лежат и добива голема поддршка и од амбасадорот и од министри. Мислам, баш сме тука за се што треба. Мими, во една ваква ситуација, во овој тежок момент, дали може од кога малку барем ќе спласнат емоциите, оној првичен очај, неверување, вина, апатија, безволност поради таа огромна загуба. Дали може да се јави така наречен, сега вие подобро го разбирате во стручната фела, посттравматски стрес? Посттравматски стрес се јавува ако не се isprocesираат емоциите. Например, луѓето кога ќе се отсечат, кога дали имаме примери кога во моментот кога тоа се случува мора да одиграат некоја улога, мислам, животна, која треба да бидат столбот на семејството или да бидат столбот во општеството или да мора да завршат многу други активности, например како овие сите што помагале во саботата ноќта и пожарникарите и волонтерите од Црвен крст, затоа и се прават тие дебрифинзи, колку е можно повеќе од нив да ги isprocesираат доживувањата, емоциите, да му дадат на сето тоа да излезе. Ако тоа остане внатре негде складирано по телото, тоа ќе работи таму, таа енергија емоционална и после некое време ќе се јават проблеми за кои што во моментот и немаме причина зашто тоа се јавило. Од главоболки, од нерасположеност, значи проблеми во секојдневното функционирање, проблеми со концентрацијата, може да се јави психосоматика, значи може баш голема палета на различни проблеми да се јават, како дел од тоа PTSD, што тоа е посттравматски стрес, стресно нарушување, кое што сите оние што значи не доволно или тогаш биле затворени па не можеле, значи па потоа ќе се врати сето тоа, сите тие сеќавања, се што се случувало. Има на пример деца кои ми викаат ја не можам да плачам сега. И си прави смешки. Ама не е детето дека не е воспитано или дека е безчувствително, него затоа што му е тоа одбрмен механизам. Зашто не смеам да го прашам и не е наше, нели, да ги прашуваме. Иначе, обично кога сме во тераписка ситуација ги прашуваме: добра, што би било кога не би се смеел? Не треба да плаче? Или логичен е одговорот. Така да, моментално дури ние не правиме никаква терапија никому. Значи, никаква. Нити па некое специјално психолошко советување. Моментално работиме интервенција во криза, прва психолошка помош, психосоцијална поддршка. Што е сега? Прва психолошка помош е да направиме емоционална стабилизација на личноста. Психосоцијална поддршка е да пробаме да ги вратиме во социјалната средина, да се чувствуваат безбедно и да учествуваат во социјалниот живот околу нив. Со тоа што, ќе добијат доволна психолошка поддршка. Тоа е нашето и за училиштата, и за семејствата, и за целиот град, и за секој што ќе дојде да побара помош. Значи, тераписките интервенции, сето тоа ќе дојде многу покасно за оние кои не успеале во овој момент да isprocesираат од било која причина. Така. Секако долготраен процес, тажен, мачен процес, нешто што навистина ќе остави голема лузна, голема трага кај сите нас, но секако благодарност до вас што сте тука, благодарности до тебе што денеска ви издвои време да бидеш заедно со нас. Верувам дека барем од она ние што можеме да направиме да им дадеме првично совети на граѓаните во овие тешки мигови на тага, да помогнеме колку што можеме, барем со еден збор. Па да, значи првото ниво е да се грижиме за себе. Ако можеме да си го процесираме тоа, да видиме дека нас ни смета во секојдневното функционирање, дека сме премногу тажни да излеземе од дома, и тоа трае.
Затоа што може да се осетам сега тажна и да не сакам да одам. Ама ако тоа трае неколку дена, ако сум премногу лута и нервозна, па со децата, па дома, па на работа, постојано така, а тоа не е мој начин на однесување. Ако гледам дека не можам да се концентрирам на работата, значи било каква промена во однесувањето, во емоционалниот начин на функционирање, би било добро да најдат некого да си поразговараат, да си направат муабет. Второто е да се грижиме едни за други. Да се грижиме тука, на тие што се околу нас, за нашето семејство, за децата, за супругот, за супругата, за бабата, за детето, на работа, да посматраме дали некој нечие однесување по веќе сменето, нели да му помогнеме некој ако влегол во депресија или ако е некој премногу луд, значи да му најдеме, да ги посоветуваме ако сакаат да разговараат со нас или да најдеме некои блиски лица со кои што може да разговараат. Второто ниво е да дојдат на психолог да поразговараат, нека одат кај матичниот лекар да разговараат, нека побараат терапија нормално, затоа што во вакви кризни ситуации е добро да бидат покриени со медикаментозна терапија. Оние кои не можат да се справат со своите емоции, психијатрите се тука, нели секогаш да ги обслужат, клиничките психолози, значи сите тие што, нели, ако е веќе загрозено нивното психичко здравје, ќе интервенираат за тоа и да размислуваат, например, што би можело, нели, на пошироко ниво во работната организација или таму кај што живеат, да направат за таа заедница, да може луѓето, нели, да добијат помош да се справат со ова. Значи, не треба никакви херојски дела, ништо страшно. Сега, нешто што е важно, битно е, сега ние не може да ги учиме луѓето, нели, како да прават проценка на ризик, ама да ги гледаат луѓето дали некој, например, зборува за самоповредување или за нешто пострашно и да не ги пропуштаат таквите симптоми, еве да ги речеме. Да, или искажувања дека би требало да ги земеме како нешто озбилно и навистина да им помогнеме на тие луѓе. Мими, ти благодарам за разговорот. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото со следниот разговор.